дека коректорот на власта, опозицијата, после нашиот прест, и сигурно вие размисливте малце и установивте дека не треба да ги штитите само бизнес интересите и треба да се премини пред се на здравјето на граѓаните. Многу е чудно што од тука малце да изанализирам, се обраќате да побараме информација. Стварно е чудно, бидејќи вие сте власт, имате сите информации. Нема дискусија по однос на предметот. Значи, барам точка на дневен ред. Пред да ја побарам, сакам да објаснам зошто ја барам и како ќе биде таа точка. Во интерес на сите. Значи, ние ги имаме и имотните листи на собствеников, ја имаме и парцелата, точно со маркица и означено каде се наоѓа тој рудник или каменолом. Но сепак, ќе давав едно објаснување, но колешката Олга не предухитри, така да кажам, и баш сум пријатно изненаден, бидејќи ова е како треба да се работите во Советот на општината во интерес на граѓаните. И не треба да се лутите ние кога ве коригираме. И затоа барам да се постави точка на дневен ред, објаснувањето нема да го читам, бидејќи сме на иста фреквенција. Точката сакам да види, бараме да се запре постапката за отварање на овој каменолом, се додека Советот на општина Битола и јавноста не се информира за резултатите од истражувањата за последиците врз влијанието на граѓаните. Дополнително бараме, значи таа е точката, а тука дополнително бараме исто така да се спроведе јавна анкета на која што граѓаните на Битола ќе искажат свое мислење поради блискоста на каменоломот или рудникот до градот Битола. Бидејќи е апсолутно исто прашањето, а бидејќи немаме информации се уште детални, можда е најдобро да донесеме заклучок, бидејќи не правен акт да треба да донесеме. Во врска како да ја формулираме точката? Ајде. Значи пред месец и пол побарав одговорница. Како составен дел на документацијата за изработка на локален еколошки акционен план, општината да достави листинг на концесионери, посебно од делот на минералните суровини. Ова е само еден случај кој што хипотетички може да го зголеми загадувањето во Битола. Да ги видиме и останатите концесионери кои што се емитори на најрозагадување. За да можеме утре, бидејќи ако ви кажем што добивме на комисија пред месец дена, со што не информираја, барајќи информација дека до каде е стигнато со локалниот еколошки акционен план, знаете што добивме? Еден ред. Дека тендерот го добие таа и таа фирма. Не е ли страмота локален еколошки акционен план? При компетенции вакви какви што се, и при овој дел да се доведеме до ситуација во која што немаме одговор за ништо. Ова е само рефлексија условна, која што ја прават колегите од ВНР да помаме. Иначе, бидејќи слично е, ако ви е исто ова што поднесувате двајцата, ќе го формулираме како заклучок, бидејќи така поправена треба да биде, за добивање од одделението за урбанизам и животна средина детални информации, можеме, бидејќи ја ставиме точка на дневен ред, потоа можеме да ги формулираме точните барања кои што ќе ги ставиме во заклучок. Сега само насловот да го сваѓаме. Се извинувам, то не спаѓа во одделението за животна средина. То спаѓа во Министерството за економија. Бидејќи ние овде се совет, кој што работиме со општински служби, општинските служби ќе ни ги обезбедат сите информации кои што треба да ни ги обезбедат. Да. А ако сакате да се обраќате на Министерство, советникот имаше предлог за точка на дневен ред. По предлог се гласа. Бидејќи добро, бидејќи исто беше наполно. Значи вие сакате да ја формулираме анака како што ние бараме точка на дневен ред да види. Барање да се запре постапката за отварање. И тој кој да ја ставиме да ја? Советот на општина Битола, значи не е трајно затварање, немаме таква ингеренција. Значи службите да изготват некое решение за стопирање, се додека не се добијат сите информации за влијанието на тој рудник од заштитата на луѓето во градот. Значи
ние ако побараме информација, ќе имаме се точно податок. Кој е заклучок, затоа ми е заклучок, не, заклучок прво да добиеме информации, оти не знаеме